Почитуван Ваша Екселенција, амбасадора на Република Финска, господин Кимо Лодеверта, почитуван господин Светозар Јаневски, почитан конзул на Финска, почитуван господин Зоран Јаневски, подпредседател на Слопонската, Јовановски, подпредседател на Слопонската комора на Северна Македонија, почитувани представнички на бизнес заедницата на Финска и Северна Македонија. Одбележувањето на 30 години од воспоставувањето на дипломатски односи помеѓу Северна Македонија и Финска зборува за високо ниво на меѓусебна политичка доверба и разбирање, без отворени прашања или билатерални проблеми, кои може да се стават во функција на понатамошно напредување и продлабочување на економската соработка помеѓу двете земји, со посебен акцент на инвестициите. Потикот на интерес за реализација на инвестиции во нашата земја може да ги интензивира економските врски и да создаде можности за заемно корисни партнерства помеѓу бизнес заедницата во двете земји. Од 2018 година, кога е усвоен планот за економски раст, обезбедуваме транспарентна и цврста поддршка на компании кои работат или сакаат да инвестираат во нашата земја. Просторот за дискриминација или волонтаристички пристап на било кој носител на политичка моќ е целосно затворен. Имаме цврста институционална рамка која за вашите бизниси нуди предвидливост и силна поддршка, која вклучува различни мерки кои обезбедуваат субвенции за креирање на нови работни места, субвенции во делот на капиталните инвестиции, за реализација на инвестициски проекти за истражување и развој, каде тие изнесуваат и до 50% од прифатливите трошоци, како и поддршка во извозот. Една од нашите национални цели во привлекувањето на нови странски инвестиции е нивното поддржување во развивањето на деловни односи со домашни компании, поради што преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции се обезбедува финансиска поддршка за воспоставување и унапредување на соработката со добавувачи од нашата земја. Оваа мерка нека биде дополнителен мотив за успешно вмрежување на финските и македонските компании на денешниот бизнес форум. Освен фокусот на создавање на атрактивна деловна средина за нови странски инвестиции, посветени сме и на засилување на глобалната конкурентност на домашните компании. Владата обезбедува поддршка за локалните компании во делот на надоградба на нивните капацитети за интегрирање во глобалните вредностни зинџири, односно на нивната способност да креираат дополнителна вредност не само на домашниот пазар, туку и на регионалните и глобалните пазари. Во градењето на стабилно и правно втемелено деловно обкружување за нови инвестиции, нашата земја оди чекор напред со обезбедување на дополнителни меѓународно правни механизми на бизнес секторот. Нашата држава подписничка е на мултилатерални конвенции за заштита на странските инвеститори и е дел од голем број на билатерални договори за заштита на инвестициите. Владата го гради имиџот на Северна Македонија како атрактивна дестинација за странски инвеститори и преку транспарентни правни процедури и обезбедување на континуирана институционална поддршка во текот на реализација на целокупниот инвестициски процес. Конкурентните трошоци за работна сила, ниските даноци и стимулативните политики за странски инвестиции нашата земја е поставија на високо место на мапата на пожелни места за инвестирање. Кога велам конкурентни трошоци за работна сила, тоа не значи ефтина работна сила, туку работна сила која што е конкурентна наспроти западните европски земји. Според последното годишно рангирање на Светската банка, економијата на Северна Македонија е рангирана како 17-та од 190 економии во светот во однос на леснотијата на водење на бизнес. Дека ова не се само празни зборови или рейтинзи, зборува и податокот дека минатата година, 2022 година, која е оценета како кризна, нашата држава оствари рекордни 753 милиони евра странски инвестиции, што укажува дека ние сме стимулативна, доверлива, поддржувачка и предвидлива економија за странскиот капитал.
Политичката стабилност е уште еден аргумент кој го нудиме на странските инвеститори. Северна Македонија е полноправна членка на најголемиот и најмоćниот безбедносен сојуз на светот, НАТО, а посветени и неуморни сме на патот да станеме полноправна земја членка на Европската унија. Со неодамнешното пристапување во НАТО, Финска стана и наш безбедносен сојузник, што може да биде мотив плюс за економски сојузничество, за нови деловни релации и продлабочена комерцијална соработка помеѓу бизнес секторите во двете земји. Почитувани, уверен сум дека денешниот бизнес форум ќе создаде шанса преку диалог помеѓу представниците на двете стопанства да се разменат искуствено и да се споделат вредности кои се од особено значење за одржливиот раст и развој на економиите во 21. век. Потикнувањето на културата на истражување и развој, дигитализацијата, образованието и вештините, градењето на свесност за социјалната благосостојба и еднаквост во општеството, но и одржливите практики во секторите на чиста технологија и обновливи извори на енергија, заедно со културата на соработка помеѓу јавниот и приватниот сектор, кооперативноста на академската средина и индустријата, рамнотежата помеѓу работата и животот, благосостојбата на вработените, се само дел од вредностите кои имаат обединувачки потенцијал за македонската и финската економија. Ако искрено, се надевам дека ќе биде искористен и конкретизиран во нови деловни партнерства и инвестиции. Ви благодарам.